Значи, сега сме неколку дена пред новата 2019 година. Како македонка во оваа бурна година што треба да оставиме зад нас, и не само една година, туку неколку години во кои што ние бевме изложени на ужасна тортура, пред се од внатрешна страна, нели, за нас што е најболно, а тоа се однесува на оваа нелегитимна власт, а баш као од надворешна страна. Верувам дека македонскиот народ и македонската држава ќе обстои и ќе станеме уште посилни во наша смисла, значи македонска, во она што како народ и како држава сме го заслужиле со своите вредности, со своите дела и со се што е создадено. Од друга страна, сега е најтешкиот момент и е многу критичен за нас, значи ние сме под една опасност да бидеме избришани, обесправени, уништени. Затоа е најважно сега овие денови, дури во собранието не е завршен процесот на обесправување и уништување на македонскиот народ и држава. Народот македонски и сите други граѓани кои што се лојални граѓани на оваа земја да ги пронајдат во себе последните атоми од се што значи една животна народна сила и мудрост, да бидат на линијата на одбраната на својата земја и држава, да го покажат тоа на достоинствен начин, да се оградат од сите злоупотреби од секоја страна, особено од политичката злоупотреба на народот, да застанат јасно и гласно да кажат не на сите овие нелегитимни политики, на власта што ги спроведува истите, а против народот и државата, да бараат оставка. Инаку, доколку не го стори тоа власта, да премине народот во достоинствено враќање на својот насилно одземен суверенитет, во рушење на оваа власт, да се спречи сето она што таа сака да го заврши на ваков подол, монструозен, геноциден, фашизоиден начин, а тоа да биде дека ние самите го сакаме тоа. Ние, македонскиот народ, ништо не прифаќаме од овие нелегитимни одлуки и дејства на оваа власт, сето тоа е ништовно и ќе се потрудиме во една издржана правна постапка со користење на сите наши инструменти и национални, меѓународни, на меѓународното право, да го докажеме сето она што е наш аргумент, а на наша страна се сите аргументи, правото, правдата и вистината за Македонија, што ние од овде од кампусот на бранителите ја искажувавме година и половина, сега ни го срушија, но нема нас да не срушат, зашто нашите корени се подлабоки од било кој насилник и некој што спроведува антимакедонска агенда и политика. Ви посакувам на сите граѓани на Република Македонија, македонци каде да сте во светот, среќна нова 2019 година во слободна, независна, самостојна, суверена Република Македонија. Да сте живи и здрави и Македонија да е вечна.